Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе размислуваме за дел од настаните поврзани со второто мисиско патување на апостолот Павле. Во претходната епизода видовме како тој и неговите соработници влегоа во Европа и неколку дена се задржаа во градот Филипи, каде го проповедаа Евангелието. Иако се соочија со многу опозиција во тој град, сепак Бог по неговата милост им даде и можност да водат неколку луѓе до Христос. Верувам дека токму преку тоа мисиско патување се започна и црквата во Филипи. Ке продолжиме со читање на текстот. Доколку имате Библии со себе, ќе ве замолам да ги отворите кај глава 17 од книгата Дела. Во овој дел од книгата, Лука не известува за патувањето на Павле и неговите соработници во градот Солун. Да почнеме со читање. Стих 1. Минувајќи преку Амфипол и Аполонија, дојдоа во Солун, каде што имаше јудејска синагога. Ова го кажав и во некоја од претходните епизоди, но сакам повторно да го нагласам. Кога и да отидеше во некој нов град, посетата на локалната синагога беше едно од првите нешта кои Павле ги правеше. Зошто? Бидејќи во синагогите се собираа оние кои веруваат во единствениот Бог, оној кој вети дека еден ден ќе дојде Месијата. Павле одеше на тие места за на оние кои го очекуваат Месијата, да им каже дека тој дојде на овој свет. Првото место каде отидоа беше градот Амфипол, чие име значи кружен град. Повеќето градови во тоа време од птичја перспектива изгледаа како квадрат или правоаголник, но овој од птичја перспектива изгледаше како круг. Низ овој град минуваше познатиот римски пат наречен Вија Игнација. Градот се наоѓал во близина на морето. Откако ги посетија Амфипол и Аполонија, Павле и оние кои го придружуваа се упатија кон Солун, кој исто како и денес и во тоа време беше град со пристаниште, и поради тоа важеше за место на кое доаѓаат луѓе од многу краеви на светот. Во времето на апостолот Павле, градот Солун беше римска колонија и место со исклучителна важност поради неговата положба. Да видиме како се одвиваше службата на Павле во тој град. Стихови 2 и 3. Павле, по својот обичај, влезе кај јудејците и 3 саботи поред им зборуваше од писмото. Тој им објаснуваше и докажуваше дека Христос требаше да пострада и да воскресне од мртвите и дека овој Исус, кого тој им го проповеда, е Христос. Лука вели дека апостолот Павле поучуваше 3 саботи во синагогата, што значи дека најверојатно тој не престојуваше во Солун повеќе од 1 месец. Но, додека им проповедаше на тие луѓе, некои од нив поверуваа во Христос и на тој начин се роди црквата во градот Солун. Интересно е тоа што текстот вели дека Павле им зборуваше од писмото, односно не проповедаше своји замисли или идеи, туку јасно го поучуваше она што е запишано во писмото. Ако го читате Новиот Завет, ќе забележите дека во него има 2 посланија кои Павле ги испрати до црквата во Солун. Во нив тој одговара на нивните прашања поврзани со христијанската вера, како и на некои проблематики во самата црква. Да се вратиме назад на пораката на апостолот Павле во синагогата во Солун. Лука не само што ни вели дека поучуваше од писмото, но ни дава до знаење дека главната порака на Павле беше смртта и воскресението на Господ Исус. Како и во сите други проповеди во книгата Дела, така и во оваа се зборува за Господ Исус Христос. Не е тешко да се забележи дека главната порака на апостолите и нивните соработници беше токму Господ Исус.
Тие не зборуваа за морал и етика, туку за спасението кое му е достапно на секој кој верува во Месијата. За жал, се чини дека денес се повеќе цркви застрануваат од овој пример на апостолите. Се почесто ќе забележите цркви во кои не се зборува за смртта и воскресението на Исус Христос. Не се зборува за крстот, туку за морал и етика. Но Евангелието не се однесува првично на нашите дела и поведение, туку на Христовото дело на крстот на Голгота, како и на неговото воскресение. Тоа е пораката која секоја недела треба да се слуша во црковните храмови или каде и да се собираат христијаните. Без смртта и воскресението на Исус Христос, ние немаме христијанство и не можеме да се наречеме христијани, бидејќи токму смртта и воскресението се во суштината на христијанската вера. Воскресението на Исус Христос не треба да биде тема за проповед само на Великден, туку за него треба да се зборува секоја недела. Ние како христијани не треба да се сеќаваме на воскресението само на тој празник, туку многу почесто да се сеќаваме и радуваме на Исусовата победа над смртта, бидејќи со тоа тој и нам ни дава победа над смртта. Забележете кој беше резултатот од тоа што Павле 3 саботи поред го проповедаше Евангелието во синагогата. Стих 4. И некои од нив поверуваа и се присоединија кон Павле и Сила, големо мнозинство богобојазливи елини, а исто така и не малку угледни жени. Кога Лука вели не малку, јас предпоставувам дека зборува за десетици угледни жени кои поверуваа во Господ Исус. Стихови 5 и 6. Но некои од јудејците што не поверуваа, потикнати од завист, зедоа некои лоши луѓе од пазарите, се насобраа по групи и го разбунтуваа градот. Потоа ја нападнаа Јасоновата куќа и почнаа да ги бараат за да ги изведат пред народот. А бидејќи не ги најдоа, го изведоа Јасон и некои браќа пред градските началници и викаа дека оние што го побуниле целиот свет сега дошле и тука. Во некои преводи не се вели дека Павле и неговите соработници го побуниле, туку дека го превртеле целиот свет. Немојте да мислите дека тој коментар е некаква хипербола. Мислам дека Павле и оние кои служеа со него навистина направија голема револуција преку Евангелието. Да, самата христијанска вера беше еден вид на револуција во Римската империја, бидејќи имаше неверојатен ефект врз многу луѓе и градови. Многу би сакал Евангелието да направи револуција и во нашето општество, бидејќи тоа ни е очајно потребно. Потребно е луѓето сериозно да го сватат Господ Исус Христос, неговите поуки, неговата смрт и воскресение. Кога би се случило тоа, верувајте ми дека нашето општество ќе тргне по добар пат и веднаш ќе можеме да ја почувствуваме позитивната промена. Но, за да се случи тоа, ние прво треба да престанеме да бидеме лицемерни и конечно да признаеме дека нашиот народ во суштина не е христијански. Многумина се поистоветуваат со христијанската вера, но тоа е само на збор, а делата недостасуваат. Христијанството не е само исповед, туку е живот. И се додека го сведуваме на исповед и одење на литургија и богослужба 4 до 5 пати годишно, нема да ја почувствуваме неговата вистинска сила и моќ. Потребно е да се вратиме назад кај Бог преку проучувањето и примената на Светото Писмо. Само на тој начин ќе започнеме револуција која ќе даде позитивни резултати во општеството. Стихови 7 до 9. Дека нив ги прибрал Јасон, а сите тие постапуваат против заповедите на царот, изјавувајќи дека има друг цар Исус. Така го вознемирија народот и градските началници кои го слушаа тоа, но тие,
откако добија залог од Јасон и од другите, ги пуштија. До овој момент Павле веќе беше навикнат дека каде и да оди ќе се соочи со некаква опозиција, но тоа не го гледаше како причина да престане да го проповеда Евангелието, туку како поттик уште поревносно да го прави тоа. Стихови 10 и 11. А браќата веднаш преку ноќта ги упатија Павле и Сила кон Верија. Тие кога пристигнаа отидоа во јудејската синагога. Овие беа поблагородни од солуњаните. Тие го примија словото со голема усрдност и секој ден го проверуваа писмото, за да се уверат дали е тоа така. Ваков треба да биде нашиот пристап секогаш кога слушаме поуки од писмото. Да го проверуваме во писмото тоа што се зборува во црковните храмови и на црковните собири. Тоа не значи дека не им веруваме на оние кои не поучуваат, но значи да бидеме внимателни и да не го прифаќаме она кое не е во писмото или пак се коси со принципите запишани во него. Стихови 12 до 15. И мнозина од нив поверуваа, од елините не мал број угледни мажи и жени, но солунските јудејци, штом дознаа дека Павле и таму го проповеда Словото Божјо, дојдоа и таму за да го потресат и вознемират народот. Тогаш браќата го испратија Павле да оди кон морето, а Сила и Тимотеј останаа таму. Оние што го придружуваа Павле го доведоа до Атина и се вратија со заповед од него до Сила и Тимотеј, да дојдат и тие поскоро кај него. Се чини дека речиси каде и да одеше Павле да го проповеда Евангелието, по него доаѓаа учители со еврејско потекло, кои се обидуваа да го натераат локалното население да се побуни против апостолот. На некој начин тие одеа зад Павле, трудејки се да го уништат делото на Евангелието. Стихови 16 и 17. И додека ги чекаше нив во Атина, духот на Павле се вознемируваше, гледајќи го градот полн со идоли. И тој се расправаше во синагогата со јудејците и побожните, и секој ден на плоштадот со оние што ќе ги сретнеше. Павле не можеше да остане рамнодушен на идолопоклонството кое го гледаше околу себе. Се прашувам, дали ние денес имаме таков став кон идолопоклонството и гревот кој е широко распространет околу нас? Или пак, до толку сме се навикнале на тие зла, што веќе воопшто и не ни сметаат. Стих 18. А некои епикурејски и стоички филозофи почнаа да се препираат со него. Едни велеа, што сака да каже овој празнословец, а други, се чини дека тој проповеда туги божества, зашто им благовестеше за Исус и за воскресението. Епикурејците и стоиците имаа прилично различен пристап кон животот. Од една страна, епикурејците веруваа дека вистинското задоволство се наоѓа во хедонизмот, односно во целосното уживање во животот, без никакви граници. Од друга страна, стоиците веруваа дека вистинското задоволство во животот се наоѓа во способноста да се прифатат околностите такви какви што се, но и да може личноста да расте и напредува во доблестите без разлика колку е непријатен животот. Но, колку и да беа различни овие две групи, сепак беа обединети во нивната опозиција кон пораката на Евангелието. Во стихот кој го прочитавме се вели дека го нарекуваа Павле празнословец. Со други зборови, тоа значи дека пораката на Евангелието за нив беше како да слушаат празни и беззначајни зборови. Можеби, токму затоа години подоцна, апостолот Павле во посланието до Коринтијаните вели дека пораката за спасение е безумие за оние кои не веруваат во неа. Стих 19. И го зедоа, та го одведоа на Аеропагот велејки: ке можеме ли да знаеме
какво е тоа учење што го проповедаш. Пред неколку години бев на посета на Аеропагот и беше навистина интересно да се стои на местото каде апостолот Павле дебатирал со филозофите за Господ и верата. Мислам дека ако имате прилика, навистина вреди да се оди во Атина за да го посетите ова место и од прва рака да знаете какво е чувството да се стои таму. Кога јас бев на посета, додека стоевме на местото, еден проповедник ја прочита проповета на апостолот Павле, која тој ја кажа пред грчките филозофи. Станува збор за навистина интересна порака која ќе обработиме во следната епизода. Но, сега ќе се задржиме на стихот кој предмалку го прочитавме. Лука вели дека на Аеропагот некој од присутните побараа од Павле да им објасни кое е тоа учење за кое зборува. Сигурен сум дека овие филозофи беа навикнати да слушаат многу нови учења, бидејќи Аеропагот беше како еден центар за споделување идеи и центар за дебатирање, но најверојатно се до тој момент не слушнаа ниту едно учење кое се однесува на воскресението на мртвите. Стихови 20 и 21. Бидејќи нешто непознато внесуваш во нашите уши, затоа сакаме да знаеме што е тоа. А сите пак атињани како и тугинците кои живеа кај нив, во ништо друго не сакаа да го поминуваат времето, освен во тоа да зборуваат или да слушаат нешто ново. Мислам дека овој коментар на Лука, дека атињаните и тугинците кои живеа кај нив не сакаа да прават ништо друго, освен да зборуваат и слушаат нови идеи, е многу добар опис на општеството во кое и ние денес живееме. Знаете, денес луѓето се толку презаситени од тоа што го гледаат по медиумите, што ним им е постојано потребно да гледаат и слушаат нешто ново. Интересно е тоа што овие луѓе од Атина се чини дека не сакаа да работат или да прават нешто продуктивно, туку само да седат и да дебатираат, да зборуваат за нови теории, нови филозофии, нови идеи. При тоа го трошеа времето на филозофии и идеи кои, колку и да звучеа интересно и логично, сепак беа далеку од Божјата вистина. Но, Бог по неговата милост на тие луѓе им го испрати апостолот Павле, кој кај нив дојде со пораката на Евангелието, со Божјата вистина за спасение на секој кој верува. Дел од нив сметаа дека Павле зборува глупости, а за дел од нив Евангелието беше интересно и сакаа повеќе да слушаат. Некои луѓе велат дека мисијата на Павле во Атина беше многу неуспешна, но јас не се согласувам со тој заклучок и во следната епизода ќе ви кажам зошто. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.